Се наоѓаме во општина Шутооризари, каде што денешниот празник Ѓурѓовден низ годините се славел со бројни обичаи, со многу душа и со заедништво. Денеска ги прашавме граѓаните каква е сега состојбата, дали се слави како порано. Од нивните одговори видовме дека состојбата кога е празникот Ѓурѓовден во прашање, денеска и порано, воопшто не е идентична. Порано беше ширинка тука за Ѓурѓовден. Сите народи се собравме тука. Јадевме, пиевме, музика имаше, четвртиот ден го испративме Ѓурѓовден да бидеме здрави и живи до година да дочекаме. Нима ли подготовки ќе се слави? Ретко се слави, ретко слават Изумира луѓето. традицијата полека. Да, не држат луѓето, повеќе го слават Бајрам. Така. Бајрам Не е си како го. што било Не, порано за не е тоа како што беше. Ѓурѓовден некогаш значеше музика, преполни дворови и весели лица во Шутооризари. Денеска жителите сведочат дека празникот полека го губи сјајот. Наместо големи прослави, остануваат само спомените на времињата, кога улиците биле полни со живот. Тоа традиција многу беше стара, што младината сега не ја слават. Значи, младината сега многу ретко у целата Шутка, па може 1-2-3% да се слави, што остана тоа генерација, а сега поготово цела Шутка сме во ислам и тоа ни за нас се не се интересира. Ние сакаме други работи, тие ше не ги славиме. Порано старите генерација, Топана, Шутка, порано го славиле Ѓурѓовден, ама до сега тоа традиција ден по ден, тоа не се славуваше, нема. Како, дали можеби еве рековте по старите, вие сте биле сигурно помалку, дали се сеќавате која беше традицијата, како се славеше? Па слушај ти кажам, се славаше цела Шутка порано, која година ќе ти кажам, 69-та, 70-та, 71-та, тоа година се славаше. Порано кога ише ден по ден генерација наша, моја генерација позади што е, тоа ден по ден Ѓурѓовден паѓаше. Дали беше интересно, дали беше убаво, јагниња се печеле, кажуваат некои луѓе, дали беше? Многу беше добро. Ѓурѓовден многу беше добро. Порано, подготовките започнувале и неколку денови однапред. Се украсувале домовите, се собирале семејствата, а песната и играта траеле до доцна во ноќта. Денеска, велат се живее поинаку и оваа традиција полека но сигурно изумира. Па јагне идат у црква, оттаму се враќаат, тие церемонии се прајат. Старите праеле, ние не праеме. Имало порано некои интересни обичаи на тој ден, нешто се прави? Имало, ама порано сега нема. Што имаше, например, што беше најинтересното? Најинтересно четвртиот ден кога ќе искочеш во Кале идевме, во француски гробишта таму, тоа. Малце, добро, супер беше. Супер. Ѓурѓовден порано важеше за еден од најзначајните празници кај ромската заедница и воедно беше символ на пролетта, обновата и новиот почеток. Во Шутооризари овој ден со децении беше повеќе од празник. Представувал дел од идентитетот и културата на локалното население. Се верувало дека токму на овој ден природата се буди, а со неа и надежта за подобра година. Но со текот на годините, социјалните и економските промени значително влијаеле врз начинот на одбележувањето, додека помладата популација денеска се помалку го слави и негува. За постарите жители, празникот останува да биде потсетник на едно поразлично време. Време на поголемо заедништво и безгрижност.